Општеството индиректно стана роб на 36-годишниот монструм од Кочани. Николчо е психопат, а лицата со ваква диагноза во стручната литература се нарекуваат уште и како нечии луѓе. Тој ќе биде на слобода и ќе представува опасно за средината, се додека не го затворат поради големо кривично дело. Вака го започнува разговорот штипскиот психолог Виолета Коцева. Во затворот не ги сакаат. Психопатијата не се лекува. Не постои лек за лекување на психопатијата. Ако се на слобода, тие го повторуваат делото. Така да секогаш ќе биде тој проблем за себе и за општеството во кое што живее и луѓето кои е обкружи. Неговото однесување оди во прилог на психолошки тип на чудак, ладен и безчувствителен психопат. Тој има проблем со социјалната адаптација, иако се земе во предвид неговото однесување, насилството кон родителите, обидот за силување, злоставувањето на животните, може слободно да се каже дека стравувањата на кочанчани, дека може да посегне и по нивните деца се оправдани, објаснува Коцева. Имајќи ги во обзир неговите години, неговите дела до сега што ги има направено, неговото однесување, тешкотиите во социјалната адаптација, со сигурност може да се каже дека тој навистина представува опасност за околината во која што живее, за себе и за околината која го обкружува. Активисти на Сдруженијето Втора шанса минатата вечер влегоа во напуштениот објект на улица Скопска. Снимките и однесувањето на кучињата докажува дека токму во овие подрумски простории се случувале дела кои може да ги истори само психопат. Во кебиње и ѓубре беа пронајдени неколку изгладнети и дехидрирани кучиња. Меѓу нив имаше и скучна кучка. Пред неколку месеци, кочанскиот монструм излезе од затвор. Тој издржуваше казна затвор од 1 година поради обид за силување на машко лице.